СДСМ молчи за изјавите на Зијадин Села, чија Алијанса за албанците му ги даде подписите на Заев за да добие мандат од Иванов. Молкна бихачка околу тврдењата на Села дека македонскиот идентитет не постои, а пред 100 години не постоел ниту македонскиот народ. Realiteti historik Maqedonisë din gjithë bota dhe është shumë absurde kur një popull që s'ka identitetin e vet, që në rastin konkret janë maqedonësit, shqiptarët kanë qenë shumë korrekt dhe u kanë ndihmuar që ju ta ndërtoni këtë identitet. Dhe ju tani kontestoni identitetin tonë. Сега наврата, вие тврдите ние македонските немаме. Para me regjistrimin para 100 vitesh që janë bë, asku nuk ekziston popull maqedonës. Според Села, не е доволно премиер да даде заклетва под знаме кое албанците сакаат да го сменат. Вели дека не може да почитува знаме, химна и устав, кои албанците не ги гласале. Nuk kam dalur asnjëherë ashtu siç nuk jam ngritur në këmbë asnjëherë edhe himnit të Maqedonisë. Sepse unë e përmenda një moment në fillim të emisionit, nuk e di sa e vërejtë, thashë që Maqedonia ka shpallë pavarësinë e saj mbi bazën e aneksimit të drejtave të 1/3 së popullatës. Unë s'kam si respektoj një hymn kombëtar për cilën shqiptarët nuk e kanë votuar për bërja e parë parlamentare shqiptare të vitit 92, nuk e ka votuar këtë kushtetutë. S'ka votuar as flamurin, s'ka votuar as himnin dhe as kushtetutën. Ваквите негови изјави се поврзуваат со ставовите и на ДУИ, но и преговорите со СДСМ дека е прифатено како дел од албанската платформа во втората фаза да има дебата за символите и со изјавите на Заев пред изборите дадени во Швајцарија околу правата во рамковниот договор и дали треба да се надминат. Охридскиот рамковен договор не е доволно. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Оти тоа е рамка некоја. Зошто во 25 години, 21 век, 25 години независна Македонија да има рамки на ограничување? Не, или ќе веруваме во еднаквоста и рамноправноста и ќе му помогнам на мојот сограѓанин албанец или он мене како македонец, за да може да функционира исто како мене или јас исто како него. Јас сум истиот човек кој што води политичка партија кој што денеска има 9270 членови од вкупно 70.000 членови, граѓани албанци со албанско етничко потекло. Јас сум истиот Зоран Заев кој што ја отвори јавно употребата на јазиците во Македонија. Македонија ја замислува. Овде кога ќе седиме, ако знаеме кинески да се разбереме. Ако знаеме англиски да се разбереме. Француски, албански, македонски, да се ослободиме. Употребата на јазикот мора да биде средство да се разбереме и не може сите да бидат лоши околу нас, а ние сме најдобрите. Ако сите се скарани со Македонија, проблемот е во Македонија. Платформата на партиите на албанците договорена со посредство на албанскиот премиер Еди Рама наидува на жесток отпор во јавноста. Освен дебатата за символите, особен револт предизвика изјавите околу новиот закон за употреба на јазиците.